Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на ТВ Канал Виз. 20:30 часот почнуваме со нашето неделно издание, а вечерва мој гостин е градоначалникот на општина Струмица, господинот Коста Јаневски. Господине градоначалник, добра вечер, добре дојдовте во Визави. Добра вечер. Благодарам на поканата и ги поздравам вашите гледачи. Се наоѓаме на крајот на 2018 година и е убав термин да поразговараме за она што општината го реализираше изминатите години. Подготвив неколку теми на кои што сметам дека е круцијално да се осврнеме во оваа емисија, па предлагам да почнеме со ред. Инфраструктурата. Што оваа година се изгради во градот и населените места во однос на канализации, патишта, водовод? Може ли да почнеме од Струмица па по останатите населени места? Секако, јас морам да го кажем мојот впечаток дека оваа година навистина доста проекти се направија со имајќи предвид дека навистина беше една специфична година. Знаете дека одредени и кадровски промени во нашата администрација се случува. Имаше некои одредени објективни потешкоти околу истрошеноста на тие јавни набавки. Се потроши еден доста значаен период и за регулирање на таа проблематика, меѓутоа без оглед на тие случувања во нашата општина, согледувањето се дека доста од проектите се навистина реализира, некои се сега во моментот во тек и до крајот на оваа година буџетска со сигурност ќе се довршат уште неколку проекти значајни, така да мислам дека јас лично сум и задоволен со она што се направи оваа година со оглед на овие некои моменти кои што ги спомнав пред малку. За мене посебно представува задоволство со она што го согледувам дека не само во градската средина, туку и во населените места во нашата општина, скоро да нема место или буквално нема место во кое нема некоја интервенција која што била значајна или која што граѓаните ја побарале на претходните наши средби. Вие знаете дека пракса е во нашата општина, која што и јас ја продолжив, да барањата, желбите, потребите на граѓаните ги согледуваме и во непосредни контакти преку средби, преку местните заедници, со непосредни контакти со сите населени места и урбани заедници. Така беше и креиран овој буџет и кога сега ги согледувам тие барања и онаа што е исполнето, гледам дека има доста направено и во престојниот период сигурен сум дека ќе се направат. Така да во сите тие места, во сите тие заедници и комуни има по некоја интервенција, онака како што самите граѓани барале. Еве, ако ми дозволите, јас би ги... Да почнеме со крупните проекти кои што го променуваат животот на граѓаните, во кои што ги подобруваат условите. Така е. За мене секоја желба или барање од граѓаните, колку да на прв поглед изгледа и минорна, се значајни проекти, да ви кажам. Јас верувам во тој концепт. Во населените места и некои поситни интервенции се многу значајни за луѓето, како што се осветлувањето, како што се одредени улици, тампонирање на некои патишта, така да сите се значајни проекти. И јас би кажал, ако сакате, ако ми дозволите, да почнам со населените места нека биде, да кажеме во кое населено место што има направено, па граѓаните ќе донесат сами заклучок што се има направено. Би почнал од населеното место Дабиле. Таму започна еден од проектите кои за мене се многу значајни и сигурно и за сите граѓани. Еден долго очекуван проект кој што значи изградба на канализационен систем во тоа населено место. Јас сум посебно горд што овој проект го доведовме до фаза на изведба и еве сега во теке. Мислам дека и граѓаните од тоа населено место со радост го дочекаа овој проект.
Тоа е една работа, се реконструира, знаете, во населеното место Дабиле и Домот на културата, се предаде пред известно време официјално со клучевите. Јас ја изразив и својата увереност дека ќе служи на граѓаните од тоа населено место вистински, ќе го исполнат со убави содржини, бидејќи тоа е и целта. Градбата треба да е една работа, меѓутоа содржините се еден квалитет кој што треба самото местно население да го даде и очекувам дека така и ќе биде. Одводните канали во тоа населено место доста имаше зафати кои што така еден извесен период на некој начин беа запоставени, така се надевам дека интервенциите се целисходни и дека ќе дадат некој плод. И тоа е една акција која што ние ја продолжуваме, не е никогаш завршена. Така да мислам дека се значајни работи, значајни потенцирани работи кои што самите луѓе, самите граѓани ги потенцира. Кој е предвидениот рок за изградба на канализацијата во Дабиле? Почна летово? Да, па почна пред неколку дена, мислам дека нема ни месец. Тука значи се работи за основната линија на канализациониот систем, која Колку ќе биде долга таа основна линија? Па сега километри не сум сигурен дали можем да ви кажам. Мислам дека во секој случај ќе го опфати целото населено место. Разговараме во моментот за одредена надградба на тие приклучоци, затоа што се соочивме со претходни некои проекти каде што требаше дополнително после известно време да се интервенира. Тие работи се согледани и еве тоа е исто еден момент на интервенција кој што ќе даде поквалитетно решение, се надевам. Тоа сега исто во овој период го работиме за да можеме да го ставиме во функција тој систем на еден по-сигурен начин, да немат дополнителни интервенции во улиците. Мислам дека за кратко време, за 3-4 месеци ќе биде завршено, ќе бидат завршени овие главните интервенции и потоа ќе пристапиме кон дополнителните интервенции кои што ќе бидат пак во еден продолжена интервенција на оваа основната. Од прилика тоа е за населеното место Дабиле. Добрејци исто така реконструиран домот на културата, пуштен во употреба. Таму знаете дека исто еден проблем кој што се сеќам го лоцираа граѓаните околу осветлувањето, некои одредени таму арматури и канделабри беа оштетени, уништени, тргнени од некои интервенции, поставивме нови, таму еве тоа населено место доби 35 нови арматури LED кои што се, да речеме, во таа една акција на менување на типот на осветлување во самата урбана средина во градот. Еве и тие први од населените места добија такви едни арматури. Мислам дека значително се подобри осветлувањето и на главната улица и на патот кој што оди према општина Василево. Мислам дека луѓето позитивно реагираа на таа една интервенција. Се изврши една сервисирање на постоечкото осветлување. Се приклучува на главниот пат, на главната улица, на канализациониот систем кој ни беше неопходно потребно за да можеме да интервенираме на главната улица, кое што е еден од така да кажем главните проблеми кои што ја посочуваат граѓаните од оваа населено место и со право, бидејќи таа улица е доста амортизирана, оштетена од разни интервенции, меѓутоа неопходно беше да се приклучат приклучоците на канализациониот систем на оваа главна улица прво предимствено, за да можеме веднаш, јас можем да најавам некаде во средината на месецот, очекувам дека овие интервенции ќе завршат. Таму имаше уште 35-6 приклучоци кои што требаше јавното предпријатие Комуналец да ги заврши и тие работат интензивно на таа работа. И веднаш потоа пристапуваме до асфалтирање на главната улица, која што луѓето многу ја бараат и реков со право ја бараат, бидејќи е доста оштетена, им ствара многу проблеми. Значи тоа го ветувам, тоа е зацртано, го има во буџетот, средства се обезбедени, иако е доста замашен и економски и финансиски е доста опсежен проект, меѓутоа ќе го направиме.
Исто и еден проблем кој што е врзан со оваа улица, тоа е одводнувањето на центарот на селото, кој е исто така еден проблем кој што секогаш го спомнува. За време на пообилни дождови има таму застана така вода. Така е, и тоа ќе го решиме сега во Како ќе овој се реши период. тоа? Кои се решенијата кои што се изнајдени? Има решенија кои што ги работат стручните служби од јавното предпријатие Комуналец. Во прв момент ќе биде едно, да речеме, бајпасирање или моментално решавање на овој проблем, меѓутоа ефикасен проблем, кој што дефинитивно целосно ќе се реши со решавање на атмосферската канализација во Добрејци, кој е проект кој еве сега го порачуваме и кој мораме на некој начин за комплетно решавање на инфраструктурата во оваа населено место, како дополнително да го решиме и тогаш ќе имаме уште поефикасен решавање на овој проблем и не само на тој проблем, меѓутоа ова како ургентно решавање го имаме веќе искристализирано и ќе се реши со приклучување на еден сегмент кој ќе го бајпасира овој проблем до оваа конечно решавање. Мислам, оти ова е, таму се изведени околу 190 приклучоци на оваа канализациона мрежа и може би сега овој број и секој ден расте и Тоа мислам значи дека голем дел од населението од домовите се приклучени во Добрејци на канализационата мрежа. Да, треба да се приклучени и се приклучени. Јас внимателно... Имат ли издатоци семејствата? Колку... Па да, имат. Значи, приклучоците се согласно некои ценовници кои јавното предпријатие Комуналец ги има утврдено, кои што се поминати и Советот. Тоа се реални трошоци. Ние знаеме дека секоја надградба на овие услови кои што ни ги пружа средината на некој начин мора да се наплатат. Меѓутоа, не чувствувам дека има отпор кон таа работа, бидејќи луѓето се повеќе стануваат свесни дека ова е една од есенцијалните потреби на едно населено место и така да мислам дека се движат работите добро, позитивно. Мислам дека со овие приклучоци навистина ќе се реши еден добар проблем на оваа населено место. Така. Исто така и овде има интервенции во населеното место Добрејци во тие одводни канали. Тоа во сите населени места имаше интервенции, тоа граѓаните го знаат. Продолжуваме, како што реков, со таа акција. Тоа секако секојдневно се наметнува како дополнителен проблем или континуиран проблем кој треба да се следи. Така да и тука има. Сметате ли дека тие артерии не само во населените места, бидејќи и Струмичко поле имаше интервенции на каналите во полето, во тој обработлив појас на земја, сметате ли дека на некој начин овој дел од општината е потенцијално заштитен од поплави и од обилни врнежи, бидејќи се појавуваше проблем. Сега дека има можеби поголема исчистена површина. Овој проблем, ако се сеќавате, ние во таа почетокот на мојот мандат го спомнавме како еден од поголемите проблеми кои што ги тиштат ова наша општина. Овде имаме сега би кажала една добра соработка со водостопанство, со предпријатието кое што или акционерско друштво кое што е задолжено за тие поголемите канали и синхронизирано настапуваме. И мислам дека тој пристап е и поефикасен и дава одредени резултати. Во секој случај, според мене, ситуацијата во однос на овие одводни канали е секако подобра од колку што беше, но секако бара континуирано внимание. Мислам дека во Добрејци од прилика тие се активностите кои до сега сме ги направиле. Населеното место Сачево, јас би ги наредил сега сите, ако дозволите. Таму имаше исто чистење на главниот канал, чистење на диви депонии кои што постојат. Исто дивите депонии знаете дека се еден од големите проблеми на нашата општина, како и ми се чини на цела наша држава. И тука континуирано и константно интервенираме во неколку наврати. Јас и преку други медиуми и на други начини со контакти со луѓето сум зборувал за овој проблем. Сигурно дека треба поопсежни решенја, меѓутоа
со овие расположливи ресурси кои што општината ги има, пред се со благодарение на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец, меѓутоа и со голем ангажман и ентузијазам на цела градежна оператива од нашата општина, се очистија доста депонии и еве сега во овој момент, како и многу пати, ќе го спомнам и фактот дека и свеста наша полека малку треба да се подига, сите се повеќе стануваме свесни за овој проблем и мислам дека многу важно е и нашите навики малку да ги промениме и да престанеме да ја загадуваме нашата средина. Тоа е сигурно еден голем проблем, бидејќи на вистина тоа се големи количини на отпад кој се складирал со години и кој што мораме да го решаваме. За каков отпад еве во моментов станува збор со оглед дека комуналното претпријатие собира дел од отпадот на домаќинствата Тоа сакав и јас да го Има ли разлика? Еве порано и сега или пак станува збор за земјоделски отпад кој што Пак комбиниран отпад е, има и земјоделски отпад. Овој факт што вие сега го спомнавте е на вистина еден аргумент кој што не оправдува да ствараме нови депонии, бидејќи ако пред одреден број години не се собираше организирано сметот, имаше одреден отпор и кај нас граѓаните, заради одредени финансиски импликации, предпоставувам. Сега и во тие средби со граѓаните, секаде депониите, загадувањето на средината се потенцира како еден од главните проблеми. Гледам дека луѓето веќе имаат големо разбирање за ова организирано собирање на сметот, што не ни дава оправдање да ствараме нови депонии. Тука сигурно дека има и од тој земјоделски отпад навики да се фрлаат и јавното претпријатие секогаш дава апели да тоа на некој друг начин се случува, да не мора да се стварат тие депонии. Спремни се да ги прифаќаат и тие количини, ако се прописно оставени или видливи за да можат да се соберат, имат решение за такви работи. И сигурно дека конечно или целосно решавање на овој проблем ќе биде со организираната депонија која што еве Морам да ви го вметнам прашањето, бидејќи времената депонија во Конско веќе функционира кај Гевгелија, што значи еден горлив проблем таму се решава. Дали имаме некакви најави за решавање на регионалната депонија Шапкар кај Допрашинци со оглед дека владата во март најави дека јавни приватни партнерства се можни за решавање на проблемот со регионалните депонии и нејзино инвестирање во овој сектор? Има ли конкретни, еве контактирале ли со вас од Министерство за животна средина? Да. Еве сега за некој ден веќе имаме закажено едно од средбите кое што треба да помогне во решавањето или да отвори некои прашања во решавањето на овој проблем. Вие знаете и спомнавте дека општините се на некој начин доброволно се откажа од ингеренциите во разрешавање на овој проблем со цел да и ги предадоа на централната власт, на владата, со идеја и желба и верба дека на тој начин подобро ќе се реши овој проблем и сигурно дека е потенцијалот на владата и на централната власт е значи многу поголем од колку што се општините. Регионално решавање на проблемот е исто еден од важните фактори и има конкретни веќе чекори кои што се прават. Еве ви кажав за некој ден имаме закажено средба и со Европската банка за развој со кое што треба да некои детали веќе да разговараме. Тука се контактите со владата секојдневно и тоа го спомнав како еден суштински целосен можеби начин на кој ќе се реши овој проблем. Меѓутоа и во меѓувреме со ова организирано собирање на сметот кој јавното претпријатие Комуналец со тие автосмеќари на современ начин го спроведува во скоро сите населени места, на некој начин дава надеж дека вакви депонии ќе барем нема со тој интензитет да се ствараат и нема да бидат проблем. И се изрекуваат ли казни? Општинските комунални инспектори дали имаат еве да речеме полн тефтер казни изречено со оглед дека имаше сериозен проблем со фрлањето на отпад на несоодветни места? Се изрекуваат казни и имаме
секојдневни извештаи од комуналните инспектори, од комуналните редари, интервенции од овластениот инспектор за заштита на животната средина. Јас ги имам тие податоци, можеби во продолжение на нашиот разговор и ќе ви ги кажам. Казните се една од мерките и може и да биде и превентивна, може да биде и санкција одредена. Може би треба да се и поригорозни, има појави каде што казните се изрекуваат, меѓутоа некои наши несовесни граѓани и покрај казните продолжуваат со таквите навики. Може би требало да размислуваме и да покренеме иницијатива за некои по-обсежни или на некој начин по-суштински казнувања, да не кажем и поригорозни, иако јас не верувам дека некој од нас е присталица или на големи драконски казни и не верувам дека само казните се тоа што може да го реши овој проблем, иако се неопходни очигледно. Мислам дека доста треба да направиме и во водењето на една кампања, во подигањето на свеста, во оние контакти што сум ги имал со поразвиени средини од нашата, се соочив или го согледав фактот дека многу енергија и финансии имат многу понапредни општества од нашите потрошено во кампањата, во едукацијата на луѓето, пред се во помладите генерации. Навистина е долготраен процес. Еве јас ќе ја спомнам Република Словенија, Љубљана како една од државите и градот ги кој што прогласија најчиста земја во кои што се светот. лидери во таква едно во решавање на овие проблеми и таму можам да ви кажам дека на некој начин ме изненади фактот дека тие опишаа една состојба која што е многу слична на оваа нашата денес, со која и тие се судрувале, меѓутоа пред 25 години. И тоа ме замисли. Но ние немаме 25 години за да... Немаме, меѓутоа еве колку траат тие процеси Так. за да можат да дојдат до овој самиот врв на решавање на овие проблеми. Навистина е Може би макотрпна ако работа. ги исцрпиме тие искуства, можеме да го скратиме процесот. Јас со сум оглед. убеден дека може да ги скратиме. Јас само го дадов како една илустрација дека тоа е навистина една макотрпна работа. Ние секако можеме да го скратиме овој период и треба да го скратиме, да не ги правиме нивните грешки кои што може би тие ги правеле, меѓутоа сакав да кажем дека многу поразвиени општества го имале истиот проблем со никнување на безброј депонии, со неорганизирано собирање на сметот. Меѓутоа еве сега станаа лидери, како што кажавте. Господине градоначалник, ќе ви дозволам да се вратите на Сачево и активностите, но само едно кратко прашање за да ја заокружам темата. Дали има проекција за колку време би можело да ја добиеме таа регионална депонија со оглед дека ќе инвестира Па јас се надевам дека тоа ќе биде што побрзо. Не би можел да кажем некој конечен термин на вистина. Се разговарало ли за некаква временска рамка, година, две? Па би требало за година, две, може би за две да биде на вистина тоа завршено. Тоа е сигурно, на вистина е обсежен проект. Ние гледаме колку овие нашите проекти кои што се многу по-мали по обем одзимаат време, законско време, административно време кое е така пропишено. Јас се надевам дека владата ќе изнајде начин овие рокови кои и нам ќе ни помогнат како локална самоуправа малку да ги скрати. Има размислување во тој правец, бидејќи свесни сме дека сите ние сме доволно нестрпливи, веројатно од тоа што некои промени сме ги чекале подолго време или кои што сме ги согледувале или кои што сакаме многу побрзо да се решат и со право и веќе се спомнати вакви некои мерки кои што ќе ги скратат овие административни некои процеси кои што навистина го пролонгираат решавањето на овој проблем, меѓутоа гледаме една сериозност и решеност овие проблеми да се решат, бидејќи на дневна основа се собираат информации, се прават контакти и мислам дека ова тогаш ќе биде решено комплетно. Паралелно со ова што ви го кажав, дека ние сите и вие медиумите и ние мораме да работиме и паралелно и на една друга проблематика. Тоа е едукација, кампања за заштита на нашата средина.
свеста е веќе созреена на тој степен да мислам дека граѓаните тоа ќе го прифатат со одобрување. Така. Повелете. Кои се другите Значи, проекти во почнавме со Сачево? депониите, па не однесува во еден исто така горлив проблем со право. Таму имаше интервенции во уличното осветлување, оградување околу спортското игралиште, некои активности кои што на населението му значеа и еден проблем кој исто така го знам, тоа е тој пропуст на каналот кој што поминува низ населеното место, за кој тендерската постапка е при крај. Значи, треба за некој ден да се види кој ќе биде изведувач на тој пропуст и тој ќе го направиме. Значи, тоа е сигурно, зборувам за догледно време. Зборуваме? Тоа е, тие имат еден пропуст кој што поминува преку каналот и кој што прави мост? комуникација. Мост? Да, еве, ние го викаме мост или тие го викаат мост, меѓутоа еве така, мост, да кажеме, кој што е руиниран, кој што е налегнат, кој што представува и опасности, кој што тие го посочува како еден од поголемите проблеми. Изготвувавме проектна документација, еве сега да не елаборирам повторно, знаете дека тоа одзима малку време, меѓутоа можем да го најавам дека за неколку дена таму ќе треба да се почне и да се реконструира. Тоа е значајно за населеното место, тие знаат колку им е значајно и ќе го препознат двата дела од населеното место. А не е во кондиција тој еве мост и навистина представува една опасност и стално секогаш перманентно го спомнуваат како една од потребите кои што треба да ја направиме. Тоа е едно што е значи во населеното место Муртино знаете дека пуштивме во употреба една комуникација, еден пат асфалтиран меѓу Муртино и едно куќево, кој што како заеднички проект беше проектиран со општина Босилово и кој што е реализиран преку Центарот за југоисточен плански регион. Тоа е исто еден корисен пат. Јас скоро се информирав дали луѓето колку го користат многу, значање и представува навистина едно подобрување на инфраструктурата во тие средини. Асфалтирани се 6 улици во Муртино нови за оваа година. Се пренамени општински објект за изградба на градинка. Се извинувам. За кој објект станува збор? Тоа е општинскиот објект кој што постои во општина Муртино и тука е избран веќе изведувачот и овие денови исто се почнува таму со адаптација и ќе, значи, населеното место Муртино ќе добие градинка. Так. Следната учебна година би била ли таа во функција? Која е Сигурно, динамиката сигурно. Тоа ќе биде за 2-3 месеца, мислам дека треба да се роковите за изведба. Во тие некои граници временски се движиме. Тоа е исто во рамките на проектот Рандетски ради. На кои населени места ќе може да гравитираат во таа градинка? Како е планирано? Па тоа е проектирано, значи, во населеното место Муртино, меѓутоа сигурно дека према бројот на деца кои што потенцијално би се јавиле, може и околните населени места да видат свој интерес во... Има ли предвидено колкав капацитет би било тоа, градоначалниче? Мислам оти околу 50 на деца би требало да можат да збринува таа градинка. Сега ќе видиме каков ќе биде интересот. Јас се надевам дека ќе биде, бидејќи гледам дека и во населените места потребата од градинки се истакнува како потреба. Старите наши навики да повозрастните членови на фамилијата ги чуваат малите деца веќе не е интересен изгледа за нашите луѓе. Луѓето бараат децата не само да бидат збринети, туку да се социализираат, да растат во една друга средина и како резултат на таа потреба еве овој проект се реализира и е грант од ИПА програмите, фондовите на ЕУ и некаде околу повеќе од 7-8 милиони денари чини. Мислам дека ќе е добар проект во населеното место Муртино и во населеното место Куклишки, го кажеме, таков проект има на тие две места, како поголеми наши места.
Со нетрпение јас очекувам да видам каква ќе биде реализацијата и каков ќе биде интересот. Меѓутоа е пак правено на врз основа на некои анкети и барања од самите граѓани во овие населени места. Тука се вршеше во Муртино и изведба на секундарни канализациони линии. Одводни канали се чистае и овде. И овде, како и во населеното место Добрејци, почнавме со иницијатива за изработка на проектна документација за решавање на атмосферската канализација, барем на главниот дел од улицата на населеното место Муртино, кој е исто еден проблем кој што создава една неубава слика. Сакаме со еден обсежен проект, не сегментно да го решаваме, бидејќи сегашните решенија на некој начин не ги задоволуваат барањата и потребите на граѓаните од оваа населено место. А знаеме дека го лоцираат како еден од главните проблеми и тоа на некој начин јас сум го ветил во многу наши средби, бидејќи навистина иритира таа слика што во ова убаво населено место на некој начин го руши изгледот на ова место и секако представува извор на можеби некои несакани појави. Тоа беше едно од населените места во кое што имаше ситуација при една поплава со чамци се одеше, така што станува збор за сериозен проблем, не само за естетски. Да, добро, тие се каналите кои што се тука во рамките на населеното место, покрај главната улица, пред се за нив зборувам, тука имаше интервенции од водостопанство, од Струмичко поле, кои што и главните канали ги чистеа се, мислам дека доста обсежно. Имаше некои интервенции во последните врнежи, таму имаше некои интервенции, има критични места кои што на некој начин порано биле пунктови од кај што опасноста доаѓа. Што се правеше таму, се прошируваа ли некои или па се чистат прво за да може протокот да биде полесен, комуникацијата низводно да биде полесна, да нема застои. Некои од тие брани се насипува, се подигаше малку нивото на коритата, така да на некој начин се направија корисни интервенции. Сигурно дека треба и уште. Јас секогаш го напомнувам тоа. Не тврдам дека се сите можни мерки преземени, меѓутоа се покажува еден континуитет на решавање на овој проблем кој и вие сте сведок долго време беше лоциран како еден од причинителите за вакви потешки поплави. Так. Немавме и некои можеби преобемни врнежи во овој период, меѓутоа имаше кратки силни врнежи кои сепак ствараа проблем, но мислам дека немавме оваа година некои посериозни изливи и штети на граѓаните во обем како што во некои поранешни години имаше. Се надевам дека добар дел и од овие интервенции на некој начин се така да кажем помош или помогнаа да не дојде до такви посериозни загрозувања на населението. Тоа е отприлика за населеното место Муртино, Просениково, исто така еден од проектите кои што го спомнав во населеното место Дабиле, тоа е почна и таму интензивно се работи на изведба на канализациониот систем, исто важно за ова населено место. И тука беше реконструиран и пуштен во употреба пред извесно време Домот на културата, што го очекуваа исто така овие жители. Имаше неколку генерални чистења на населеното место и одводните канали. Се закрпе ударните дупки кои што исто така долго време ги спомнуваа на патот према населеното место Просениково. Мислам дека се задоволни граѓаните. Имаат тие уште некои согледување и барања, меѓутоа во наредниот период ќе продолжиме со вакви активности. Сега зборуваме за оние активности кои што во овој период се направени. Таму одреден лимит, една лимитирачка состојба се создаде и со ова што се гради канализациониот систем. Тука не
не се фокусиравме на градба или обновување на улиците, бидејќи е нерационално. Прво сакаме ова да го направиме, така да после ова завршувањето на оваа акција ќе следат и корекции на улиците и во ова населено место. Во населеното место Банско исто се асфалтирани 5 улици. Изведена е секундарна водоводна линија. Таму има исто така еден горлив проблем кој што јас го знам, а тоа е квалитетот на водата за пиење, кој што после одредени врнежи посебно се заматува, губи од квалитет. Тоа е еден од посериозните проблеми кои јас ги лоцирам со уверување дека канализационите системи, водоводните системи се есенцијална потреба на нашите граѓани. Тука сум заложен да се надам и сигурен сум и ќе дадам се од себе да во овој мој мандат вакви барем проблеми да немаме од таа основна есенцијална потреба на луѓето. И тука порачавме проект за осовременување на таа филтер станица која таму ја има, која што е на некој начин со постар датум и постар технички технолошки можности. И значи ќе се работи и на зафатот на таа вода, доводен цевковод до селото. Проектот се изработува и тоа можем да го ветам дека ќе биде сигурно една од наредните активности кои што за следнава година веќе влезе овој проект? Јас сум сигурен дека ќе влезе во следната година. Мислам дека со сигурност можем да кажем дека тоа ќе ни е еден од приоритетите за оваа населено место. И таму имаше чистење на одводни канали, како во сите населени места. Во населеното место Куклиш асфалтирани се 2 улици. Во моментот, од тоа што е ингеренција на општината, во моментот таму знаете дека целиот потек на регионалниот пат во соработка со јавното претпријатие за државни патишта и со Македонија пат се реновира целиот тој потек од влезот на населеното место до излезот према населеното место Свидовица. Тука се работи. Тоа е исто еден од проблемите кои што во нашите непосредни средби граѓаните го лоцираа, бидејќи и тој беше доста руиниран пат. Таму знаете дека се движат и потешки возила заради потреби на одредени концесии, користење на минерални суровини и така исто еден проблем. За прва фаза ќе го обновиме овој пат. Тука дадовме ветување и ние како општина и во присуство на директорот на јавното претпријатие за државни патишта ветивме дека тоа ќе го направиме. Еве сега, држејќи се за тој збор, направивме притисок и на сите институции да може тоа да се операционализира, бидејќи го кажавме, го ветивме. Оној дел кој што беше во рамките на ингеренциите на општината беше подобрување на осветлувањето на таа делница заради зголемена безбедност на луѓето кои се движат тука. И размислуваме или почнавме со првични некои акции за пробивање на некоја друга делница која што ќе го поврзува од прилика, мислиме, Куклиш или повеќе би кажал меѓу Куклиш и Свидовица со Сачево, за да можат, ако можеме овој притисок на сообраќаи и на тешки возила да се растерети од ова населено место. Тоа е еден од проблемите кој што знам дека го тишти ова населено место и почнато е проект или се уште е во фаза на разгледување? Почнато е проект е почнато односно на разгледување на начинот на кој треба да се реши, затоа што ако веќе го планираме за таква намена како што кажав, мора да биде поопсежен проектот и да биде со појаки технички карактеристики, бидејќи тука се очекува поголемо оптеретување со поголема тонажа на тие превозни средства и треба да биде малку поопсежен проект кој ќе се разликува од начинот на кој што се решаваат другите улици во населеното место кои што служат за друг вид на комуникација. Тоа би бил патен правец кој што ќе е надвор од селото најверојатно? Да, тоа е. Ќе го заобиколува Сачево. На некој начин ќе заобиколува оваа оптеретеност на оваа линија која навистина е проблем. Таму се движат и ученици, и деца, и сигурно сите граѓани. Тоа е еден проблем кој што го знам и кој што еве се трудиме да даваме се од себе да го решиме. Тука имаше
една нова улица пуштивме, една нова комуникација меѓу населеното место Куклиш и Градско Балдовци, знаете, тоа е исто една релација која што граѓаните ја користат и која дава една комуникација меѓу соседните населени места. Знаеме дека во еден поранешен период ова населено место при такви поголеми поплави беше еден период и одсечено, бидејќи комуникациите беа оневозможени. Ова дава една алтернатива и не само заради тоа, заради подобрување на инфраструктурата и комуникациите меѓу населените места е корисна една делница. Тоа е исто во овој период направено. Осветлувањето ви кажав заради барањето да биде позголемена безбедноста на овој главниот пат го исто подобривме со 20 нови светилки и арматури. Градинката ја спомнав како еден од истиот проект како што е во населеното место Муртино и ова населено место ќе добие. И во тек се таму изградба на секундарни канализациони линии кои што треба на некој начин да го покријат целото ова населено место. Во населеното место Костурино реконструиран и предаден е во употреба Домот на културата. Тоа е во рамките на тие 5 домови на културата кои што ги предадовме на населението да може да ги користат. Асфалтирана е една улица и уште една е планирана до крајот на оваа буџетска година. Изведени се 160 приклучоци на канализационата мрежа и се изврши и таму едно чистење на една дива депонија која што се претпоставам можеби се сеќавате, која што исто така беше лоцирана како еден од проблемите. Тоа е за ова населено место што се заврши. Габрово исто едно интересно место кое што на некој начин има некој туристички потенцијал кој се повеќе станува интересен. Тука се асфалтирани 3 улици сега пред неколку дена. Се довршува исто едно значаен проект и нешто што граѓаните од тоа населено место го бараат, тоа е таа подобрување на квалитетот на водата. Филтер станица се опремува технички и технолошки, се прошири за да може да ги прими тие одредени инструменти кои што треба да бидат таму. Има еден водовод кој што е мислам од повеќе од десетина водоводна мрежа која е повеќе од 10 години направена, но никогаш не била во функција, а која граѓаните ја бараат. Веднаш после завршувањето на оваа инсталација на оваа филтер станица која ќе даде многу поквалитетна вода за пиење, ја ставаме во употреба и оваа линија која со години на некој начин не беше веројатно можно од некои причини да се стави. Тоа е исто едно ветување кое што го остваруваме. Се градат во моментот и тие така наречени базни прегради кои што ги најавивме пред некој ден или каскади кои што треба да ги смират водите од планината Беласица кои што во неколку наврати правеа големи штети на ова населено место. Тоа е исто еден проект кој го бара, кој еве сега се работи и привршува. Така да проект односно апликација за проширување на патеката и обновување кое што е на некој начин сега оштетена или со тие инфраструктурни или украсни моменти или корисни моменти кои што постојат на оваа патека како разни мовчиња и други некои таму интервенции кои што ги имало се руинирани или се оштетени. Обновување, реконструкција на оваа патека и пробивање до третиот или последниот водопад кој е и највисок. Се со цел да пак се на некој начин актуализира или обнови интересот за оваа населено место како туристичко место. Навистина има добар потенцијал ова населено место. Би сакале да го на некој начин пак покренеме како потенцијално место кое што ќе биде пријатно место за посета на нашите граѓани и посетители од други градови. Со граѓаните од ова населено место пред неколку дена имав средба, мислам дека тие се доста задоволни од овие проекти кои што ги правевме таму. Тоа и го бара, еве со сите усилби го решаваме во оваа буџетска година. Како што реков и во сите други населени места има, еве Попчево е наред да го спомнам, реконструиран и предаден исто така дом на културата, реновиран. Асфалтирана е улица,
од асфалтниот пат до Танчев Блажо, тие нели така ги лоцираме нивните улици да биде попрецизно. 2 улици се бетонирани од Пошта до Лазарова милиција, од асфалтен пат до Тушија и Ляшев, и планирано е проширување со асфалтирање на улица од регионалниот пат до влез во селото. Значи во Пепчево исто има интервенции, значајни би кажал. Во населеното Баница во тек е реализација на една улица, со тампонирање до Струмин гроб, и 2 улици планирани се за асфалтирање. И тоа е во овој период, сега во моментот течат тие активности. Во населеното место Велјуса во тек се реализација за асфалтирање на 3 улици. Тие се беа доведени до фаза на тампонирање, се чека асфалт за да се асфалтираат. Во Дочево тек е реализација на една улица. Свидовица асфалтирана е една улица. Во Рич планирани се 2 улици за асфалтирање кои што сега во овој период ќе се изведат. Еден исто така голем проблем кој што често пати го најавуваа, тоа е таа водоводната линија која што била градена од самите мештани, од самите граѓани. Заради ерозија на земјиштето штрчеше надвор од тие падините. И долго време на некој начин имаше проблем да се реши, бидејќи непристапен терен, стрмен терен, бараше некои одредени машини кои што во тој момент претпоставам ги немало. Сега, благодарење пак на добрата соработка и со водостопанство, односно со Струмичко поле, тој дел го решивме во еден дел. Тоа е една делница од околу 200-250 метри по моја проценка. Еден добар дел од 160, може би повеќе метри е Ке се надмине ли проблемот со водата таму, со овие интервенции? Па тоа е еден од проблемите кои што граѓаните таму го секогаш го спомнуваа, бидејќи постоеше опасност дека таа линија ќе се скине, ќе се прекине дотокот на вода, знаејќи го дека тоа е едно од нивните потенцирани проблеми. Баравме начин како да го решиме и со оваа добра соработка што ви ја спомнав, го решаваме. Останаа уште 30-40 метри, како што сум известен, да бидејќи исклучително тежок теренот, да и тој да го завршиме, и имам ветување дека и тоа во следниот период ќе се заврши. Тоа е значајно за луѓето од тоа населено место, покрај тие улици кои што се асфалтираат и кои што се бетонираат. Во Раборци планирана е реконструкција на водоводна дистрибутивна мрежа и планирана е улица за асфалтирање, меѓутоа тоа е во следниот период ќе биде. Тоа се отприлика скоро сите населени места кои што ги спомнав, се и скоро сите во кои има интервенции. Во останатите има помали интервенции, најчесто во сегментот на подобрување на уличното осветлување. Тоа така беше потенцирано од тие населени места, така и го правиме. Сигурно со заложба дека и таму ќе има некои по-големи зафати. И би можел да поминам на урбаната или градската средина. Тука има исто така доста опсежни интервенции, кои што во непосредниот период што почнаа да се операционализираат од тие причини кои што на почетокот ви ги спомнав. Тука има повеќе асфалтирање, втор слој на повеќе улици. Улицата Боро Поцков, на потегот од улица Ката Поцкова до крајот на улицата. Таа беше така еден период само на еден слој на асфалт, имаше проблеми со собирање на вода, со недоволна дренажа на водата. Се надевам дека овој проблем сега е решен. Имаше и некои интервенции од јавното претпријатие за комунални дејности за прибирање на таа вода претходно пред да се асфалтира, така да таа е една голема улица. Улицата Ката Поцкова, таму постојат 3 крака кои што ги поврзуваат овие две улици, од кои 2 се реализирани, уште еден во овој нареден период го реализираме. Значи површина од околу 4300 метри квадратни, тоа е исто големи површини се тие. Улицата Ѓорги Василев,
на подегот од улицата Киро Абрашев до Аристо Ќурчиев на површина исто од 2900 метри. Улицата Младинска на потегот од улицата Ѓорги Василев до улицата Ристоман Попчевски на површина од 2200 метри квадратни асфалтирана. Во тек е асфалтирањето на втор слој на улицата 11 септември на потегот од Елка Јанкова до Ристоман Попчевски. И таа е околу 1300 метри квадратни. Втор слој асфалт е поставен и на улицата Монополска, Ристо Гидалов, Васил Сурчев, Тимо Тренчев, дел од Благој Мучето, на дел од улицата 24 октомври, од булеварот Лениново до пицеријата Бонита, тие се на самиот почеток, скоро на почетокот од мојот мандат. Повеќе од 12-13 илјади квадратни метри на површина со нов асфалт е, значи, овие бројки кажуваат таква една бројка. Извршена е реконструкција на патниот пат Струмица Берово, знаете дека тоа е исто во оваа година направено. Сигурно во соработка со Министерството за транспорт и врски. Се врши дооформување на крстосницата на влезот во градот од кај населеното место Добрејци. Мислам дека тоа е еден од проектите кои што мене ми ствараат некоја радост, затоа што важни ми се влезовите во еден град. Мислам дека ќе добие поубав изглед. Таму треба да се промени и осветлувањето, хортикултурно да се уреди тој град. Мислам дека беше на некој начин малку подзаборавен или запоставен. Мислам дека ќе добие еден многу подобар изглед тој дел на влезот во градот. Тука е и комуникацијата према населеното место Добрејци. Јас би сакал тоа да се врзе во една целина, ова населено место да се на некој начин и физички така спои со градот, исто со хортикултурно уредување на тој крак кој што оди према населеното место Добрејци. И мислам дека ќе биде еден убав елемент кој што ќе му дава поурбан изглед на градот. Асфалтирање со пробивање на улицата Струма, тоа се заврши исто во оваа година. Дел останува да се реши заради некои таму имотно-правни односи кои што секојдневно се обидуваме да ги решиме на најдобар можен начин. Изведен е дел од улицата Братство и единство во Струмица. Изведба на дел од улицата во урбаните блокови 3, 5, 19, 36 и 37. Реконструкција на бетонски скали на спојот помеѓу улица Бетовенова и Спиро Захов. Таму беа ти затемнети, се поставија и нови канделабри и осветлување, бетонирање на дел од улицата Атанас Нивичански, бетонирање на улиците во Турско Мало, бетонирање на подпорен зид и 2 џеба на улицата Братство и пешачка патека на улицата Васил Сурчев, крпење на ударни дупки по улиците во градот секако и локалните патишта, санација на поројот Коритниче на улица Парвомајска. Тоа беше еден од проектите со кој на некој начин и започна мојот мандат. Едно ургентно, неочекувано рушење, обрушување на тој канал и требаше на самиот почеток од мојот мандат да, бидејќи таму и некои од граѓаните настрадаа нивните градби, луѓето на некој начин мораа да се одселат од куќата во која што живеа, заради потребата од градење на еден подпорен зид кој што требаше исто овој канал да го на некој начин обезбеди и да ја обезбеди сигурноста на овие луѓе. Тоа е исто така еден од проектите кои што беа значајни, потребни. Санирање на подпорен зид на улиците Пиринска и Крушевска република се завршени активности и повеќе делови од канализација и водовод во градот, во делот на водоводна инфраструктура, јавното предпријатие Комуналец во изминатиот период повеќе зафати заврши. Изведба на дел од секундарна водоводна инфраструктура во населбата Струма, изведба на дел од водоводна инфраструктура во Урбан блок 36 и 37, тоа е поранешната касарна. Извршена е реконструкција на водоводните линии на улица Киро Абрашев, Климент Охридски и Брегалница. Во делот на канализациона инфраструктура изведен е и делот канализациона инфраструктура на улицата Струма.
таму не постоеше нити асфалт, нити инфраструктура водоводна и канализациона. Не е целосно довршена, тоа знам дека сега граѓаните најверојатно ќе го спомнат кога ќе ја слушат оваа наша емисија, меѓутоа тоа е сигурно еден сегмент кој што во наредниот период исто ќе го решиме, тоа треба да бидат сигурни. И тие се отприлика некои инфраструктурни, патни интервенции или проекти кои што за овој период ги завршивме. Има и други активности кои што... сме кај инфраструктура, да ја спомнеме гасификацијата. Добра. Бидејќи таа е многу важна во овој дел, особено еве на почетокот на грејната сезона, веќе почна грејната сезона, и ако времето не служи, па сигурно голем дел од граѓаните се уште не ги вклучиле своите грејни тела во домовите, како се шири гасоводната мрежа? Што има изградено во последниот период и колку граѓаните се заинтересирани за приклучување на гасоводот? Гасификацијата на општината е еден од проектите, би рекол, или едно од решението кое што јас лично ја прифаќам со големо одобрување, бидејќи од повеќе аспекти, јас на врвот на тие аспекти би го ставил еколошкиот аспект. Тоа е еден од проектите кои што треба да овозможи овој наш град, освен тоа што ќе добие уште еден енергенс како алтернатива, ќе добие енергенс кој што не ја загадува животната средина, кој што освен водена пара и некои количини на јаглероден диоксид, нема други отпадни материи кои што го загадуваат воздухот. Значи не постојат ПМ или PM10 честички, не постојат во осигурувањето на овој енергенс. И од тие причини, пред се, за мене, представува еден убав проект кој што на некој начин се развива со некоја динамика, и ако јас лично и можеби повеќе граѓани посакуваме да се движи со побрзи чекори или со поголема динамика, и во тој правец презимаме и некои активности во однос на финансирање на развивање на мрежата, на инсталациите за да може да биде овој енергенс достапен до што поголем број на граѓани. Тоа е еден проект кој што овозможува онаа што ќе го изградиме како мрежа да биде компатибилно и со идната мрежа која што е на некој начин најавена и како иднина на нашата држава, а тоа е приклучување на гасоводните, регионалниот гасовод, кој што со нетрпение го очекуваме и кој е најавен и во разни проекти на владата, со некои можности за приклучување до регионалниот гасовод кој е стигнат до општината Штип, или со приклучување кон Република Бугарија, која од тие опции ќе се избере во моментот не знам, меѓутоа која и да е, ќе овозможи овој енерген значително да биде поевтин и ќе биде на некој начин подостапен за луѓето. Ние во овој сегмент, сакајќи да ги стимулираме луѓето да се приклучуваат на гас од овие причини кои ги кажав, пред се од еколошки причини. Знаете дека и субвенционираме еден дел од приклучокот на газ на домаќинствата на кои што ќе се одлучат на овој енерген со отприлика противвредност во пари, во противвредност од вредност од 100 евра. Планирано е развивање на оваа мрежа со планирано во буџетот со кредитирање. Сега еве ќе аплицираме, се отвори една нова можност преку понудите од Светска банка на кредити кои што се исклучително поволни, со грејс период од 3 години, со минимални каматни стапки, со долг период на отплата, кои што се доста поволни, да можеме на тој начин да финансираме уште еден дел од развитокот на оваа мрежа. Колку планирате да се задолжите да земате кредит за развој на мрежата?
беше планирана таа ставка со околу 40 милиони денари во нашиот буџет, меѓутоа мислам дека ќе биде помалку затоа што реално согледуваме колку реално со нашите капацитети или можности можеме за оваа наредна година, зборам, да покриеме, и дојдовме до еден заклучок со стручните служби од оваа предпријатие дека оптимално би било за нас да изградиме уште отприлика 7 километри ваква мрежа. Колку имаме во моментот? Во моментот има околу 32 километри, 32.000 метри на ваква мрежа во градот. Има од 1 јануари до сега 44 нови приклучоци, што е за 50% повеќе од минатата година. И вкупно колку се? И вкупно се околу 256, од кои 223 се во категорија на домаќинства, 19 во категоријата на стопанство и 14 во категорија на јавни институции. Има ли, кои се новите јавни институции кои што се приклучиле? Има ли оваа година некоја? До крајот на оваа година сакаме да го изградиме кракот и према населеното место Дабиле, да се приклучат училиштето. Добре. Еден стопански објект кој што потенцијално таму мислиме дека очекуваме дека со сигурност би можел да се приклучи. Некои од тие стопански објекти кои што имаат, да кажеме, потенцијал за исфрлање на такви честички кои што го оптеретуваат воздухот, исто е скоро извесен. Значи, до крајот на годината очекуваме уште најмалку 16 домаќинства имат најавено потреба од приклучување, и овие што ги спомнав, јавните институции, урбанизам, општа болница, сакаме да веќе поднесовме наша иницијатива и понуда и до управата на општа болница, тука локално, и до Министерството за здравство, бидејќи тие користат нафта и се непосредно во близина на оваа мерна станица, која што на некој начин во одредени моменти ствара вознемиреност кај нашите луѓе. Сметаме дека колку повеќе од вакви објекти ќе ги приклучиме, ќе подобриме амбиенталниот воздух во нашата средина, значи тие ги очекуваме да се приклучат. Кога би се приклучила општа болница? Бидејќи таа е сериозен загадувач. Па, еве, да не ја анатемисуваме баш така дека таа е, меѓутоа користи фосилни горива. Голем објект е, господин градоначалник, така да од тој аспект реално е да се смета. Се сложувам. Јас и во некои поранешни вака среќавања и со вас и со други медиуми спомнав дека една од причините да оваа станица мерна, која патем е една од двете кои што ја има во Струмица, лиферува константно повисоки концентрации на овие PM честички, отколку што лиферува другата станица која што е лоцирана во центарот на градот. Јас секојдневно ги пратам тие случувања, добивам и известување од Оделението за заштита на животна средина, официјални, пишени документи, и ги имам како апликации на телефонот, во секој момент ги проверувам и ги компарирам, имам веќе и некои своји лични сознања, но имам и анализи од Оделението кој што се занимава, кој сигурно и малку постручно и поопсежно може да ги анализира, но во контекст на ова што го кажавме во контекст на гасификацијата, тоа е една од мерките и решенијата за оваа друга тема која што сигурно ќе наметнеме можеби и вечерва, за загадувањето на воздухот, меѓутоа еве тие се потенцијални некои кои да кажеме корисници на овој енергенс. Се предвидува ли гасификација на Центар за култура Антон Панов, исто еден огромен објект кој што има потреба и проблеми со грејењето? Сигурно. Ние имаме доставена отворена понуда до сите и јавни институции и апел до домаќинствата со одредени анализи енергетски, колку тоа чини, колку би чинело адаптацијата. Се уште доста и граѓани и институции верувам дека издатокот околу приклучувањето им е и адаптацијата на тие потребни внатре средства кои што треба да се приклучи, им е предизвик, им е
на некој начин пречка за да се одлучат на овој чекор, меѓутоа се похрабро. Еве овој податок што ви го кажав дека за 50% се приклучоците оваа година повеќе од минатата година, охрабрува дека луѓето се повеќе ги согледуваат предностите на овој енергенс, бидејќи знаете не се работи само за компарација на економската цена со најчесто употребуваното гориво кај нас, а тоа е дрвото. А ако ги согледаме еколошките, би кажал, моменти, сечење на дрвата, заштита на шумите, загадувањето на воздухот кој е значително поголем од тој енергенс и не само од тој, како и другите што ги кажав, компарацијата и на економскиот бенефит, користење на топла вода која што дополнително треба со струја да се загрева во домаќинствата, некои калкулации излегуваат дека овој енергенс е прифатлив за нашите луѓе и ќе биде и поприфатлив со овие мерки и односно очекувани действија како приклучување на регионалниот гасовод ќе биде уште по-прифатлив и мислам дека податоците зборуваат дека луѓето се по-лесно се одлучуваат на овој енергенс. Годинава имаме покачување на цената на гасот, на што се должи таа и за колку е таа разлика во... Значи, тие се светски некои текови, енергенсите во глобала се покачија. Таквите, ајде да кажеме, удари или промени, јас имам уверување дека ќе се анулираат на некој начин со приклучувањето на регионалниот гасовод. Тогаш ваквите покачувања, флуктуира цената, не е само покачување, некогаш и се намалува. И сега во моментот е можеби за некој процент поскапо од грејењето на дрво спрема тие анализи кои јас ги имам. Како оди со нафтата и со електричната енергија и за колку е покачувањето на гасот од минатата година? Од тие енергенси е поевтин сигурно. Значи компарацијата е најчеста со дрвото како огревен материјал, од тие е најчесто користен и доаѓа дека е најевтин во однос на другите енергенси. Меѓутоа, повеќето од нас не ги калкулираат и другите трошци кои што ги вклучува грејењето на дрва, чистење на оџаци, одржување на оџаци, одржување на домаќинствата. Не ги вкалкулираме и тие. Користење на топла вода која што е достапна во домаќинствата без дополнителни грејење од бойлери или користење на електрична струја. И сега во моментот спрема стручните служби од оваа предпријатие го имам тој податок дека не е поскап енергенс од дрвото, а во однос на другите енергенси, пелети, под услов да се квалитетни, и тоа е исто еден квалитетен енергенс, меѓутоа нели под услов да се квалитетни, пелетите се за 1% поскапи од дрвото и сите други енергенси се поскапи. Тука не станува збор и пак ќе го потенцирам аспектот на заштита на животната средина. Зборуваме на таа тема, па ќе ви го поставам прашањето. Да. Непријатно се изненадија граѓаните и јавноста. Ние знаевме дека имаме проблеми со загадувањето, но кога избивме на врвот на листата на најзагадени земји, ве загрижува ли вас тоа како градоначалник? Кои мерки би ги презеле за намалување на загаденоста во нашата општина? Да, тоа е навистина еден голем проблем. Јас мислам дека можеби и не бевме доволно свесни дека се наоѓаме на врвот, како што рековте, на овие сега најнови податоци кои што ни се достапни и кои ги согледуваме. Тоа важи за цела држава. Но можеби помалку бевме свесни дека и нашиот град, кој што често пати беше лоциран како една почиста средина, дека во моменти доаѓа се добиваат податоци од овие мерни станици кои што создаваат една вознемиреност кај нас сите. Јас морам да кажем дека се уште нема место за паника, меѓутоа за голема предострожност кон овие движења. Јас и порано во една ваша емисија кажав со едно уверување или еден апел до граѓаните, бурно да ги следат или внимателно да ги следат овие
појави или овие мерења, меѓутоа да не мислам дека се уште нема простор за паника. Но кои инструменти ги користите како општина со оглед дека треба да сме подготвени? Да, навистина. Прво сакам да кажам дека најчесто користени податоци за количеството на загаденост на нашата општина се користат од станицата на Министерството за заштита на животна средина и таа константно кажува повисоки вредности. Тоа можат сите граѓани, јас ги советувам да ги компарираат некогаш. Значи има голема разлика во делот кој што е околу општа болница, кај што се мери едниот пункт, и делот кај што е во центарот на градот. Многу се разликуваат, драстично се разликуваат мерењата, што укажува на фактот дека не е целата градска средина на некој начин оптеретена со овие пред се PM честички. Од другите штетни материи ни еднаш не сме добиле зголемени вредности, значи во однос на сулфурен диоксид, азотен диоксид, јаглен моноксид, озон и другите PM2,5 и најчесто се PM10 честичките, тие кои што се покачуваат на некои вредности кои што се наднормала. Меѓутоа, за среќа, но ќе кажем за среќа, не се континуирано во некој период од повеќе време, што представува аларм, и согласно оние пропишени норми кои што постојат во Законот за заштита за животна средина и онаа што пропишува што значи оптеретување на амбиенталниот воздух со овие честички, во смисол дека ако се качени над 100 микрограма на метар кубен средна вредност за 24 часа во тек на 2 дена, тогаш настапуваат тие некои мерки кои што треба, или еден прак на известување, се вика, или ако се случи да бидат над 200 микрограми на метар кубен, пак во период од 2 дена континуирано или повеќе, настануваат тие мерки, или треба да се спроведат, или треба да се препорачат мерки за алармирање. И вакви моменти скоро да не сме имале во Струмица. Имаме моментални пикови кои што се гледат, ние ги анализираме сега, ако навлегуваме и во таа проблематика, можеби е добро да ја, барем јас да ги кажем моите сознанија и на некој начин можеби да ги поттикнеме и другите некои релевантни фактори, граѓански здруженија да дадат и своји предлози и согледување, но овие се кои јас ги знам и кои на некој начин сакам да ги кажем, не со цел да не се грижиме или да го намалам интензитетот на да кажеме на загриженост или на обсервација на овие појави, но со цел да кажем дека постојат некои одредени правила кои за среќа ние се уште не ги надминуваме, односно ваквите моменти траат кратко, најчесто и скоро секогаш се во попладневните вечерни часови, кога обично домаќинствата се дома се луѓето, кога се користат со поголем интензитет грејните тела и скоро секогаш редовно во раните утрински часови или почетокот на наредниот ден паѓаат до некои помали вредности, значително помали вредности, дури и до минимални вредности, и пак во тој период попладне после 17-18 часот па до 23 часот таму некаде се качуваат и пак паѓаат. Значи има една осцилација, нема континуирано постоење на вакви високи концентрации во последователни неколку денови, што е поопасната варијанта. Но и овие се доволни за аларм за да ни покажат дека треба да бидеме внимателни и да преземеме некои мерки. Кои се тие мерки? И внимателни во смисол да сите нешто преземеме за да можеме да ги намалиме овие вредности. Значи мерки, има пропишени мерки со закон, со уредби. Доколку се случат вакви ситуации кои најчесто патем кажено се во периодот највисоки вредности се во јануари и февруари, кога е најладно, најниски се температурите.
Изимајќи го предвид она што пред малку го кажав, дека се еве и од почеткот на грејната сезона, која е почната, Така. и се засилуват до овие месеци кои што ги кажав, јануари и февруари. И ако земеме согледувањето дека и во летните периоди уште повеќе има оптеретеност со сообраќај, сега правам компарација за да заклучиме која е главната причина за оваа загадување или покачена вредност на PM честичките, заклучуваме дека во летниот период исто има оптеретеност со сообраќај, има и гости од надвор и поголемо присуство на јужните ветрови од пустинските предели од Африка. И пак никогаш овие вредности на PM честички не поминале над 50, што е некоја граница, 50 микрограми на кубен метар. И овој факт што го кажав дека во грејната сезона и посебно во грејна сезона која што е со поголем интензитет се користат грејните тела, скоро со сигурност заклучуваме, бидејќи такви податоци ние немавме порано, сега ги анализираме и заклучуваме дека главниот причинител на загадување на амбиенталниот воздух во нашата средина, претпоставам и во другите средини, од ваков тип како Струмица, се огревот. А индустријските капацитети се прави ли контрола? Колку тие се прави контрола влијаат редовна, сигурно дека влијаат и тие. Изречени ли се, не знам, мерки на некакви санкции Значи, кон некои во нашата капацитети? средина има повеќе објекти или субјекти правни кои што потенцијално излачуваат вакви честички. Тие се обврзани со одредени елаборати, со одредени мерења кои што се вршат и тоа редовно се врши. Јас има некои податоци кои што се надам еве можем и да ги најдам колку во текот на целата година. Значи изречени се и мерки казни. Например, во декември 2017 16 решења за отстранување на неправилности. Се враќам назад, тоа е Во индустријски објекти? Да. Во јануари 13 правни субјекти беа констатирани со записник недоследности. 13... Во однос на што? Немаат филтри, не почитуваат некои... Па во однос некои... на употреба на некои енергенси кои што не се дозволиви, некаде различни се причините. Веројатно користење на некои горива кои што не се пропишени, тоа важи и за домаќинствата. Тоа сакав и пред малку да ви кажам. Значи во нашата средина не е лесно да се контролира во домаќинствата кои што гори во одредени категории на луѓе со понизок социјален статус, се гори пластика, гуми, прегорено улје. Мислам, ако се констатира таква состојба, се изрекуваат казни. Меѓутоа, согледувајќи ја и социјалната структура на тие фамилии, тешко е и такви луѓе да се казнат, односно и не се во можност да ја платат казната практично. И тоа е еден проблем кој што навистина треба да го размислуваме. Значи, дали и го размислуваме. Значи, со субвенција можеби на тие категории, но предходно со лоцирање на ваквите категории на луѓе, постојат можности да се субвенционираат одредени печки на други горива. Некои предлагаат и купување на енергенси или на суви. Само во размислали сте за тоа или конкретно нешто се превзема? Па конкретно е ова. Прво нешто што требаше да го заклучиме, да донесеме некој заклучок. Ние немавме мерење во нашата општина. Доминатата година, да? Доминатата година. Ние немавме сигурни и сега има некои дилеми меѓу многу луѓе, граѓани, кои се главните загадувачи во тоа. Овие согледувања што јас ги кажав се врз база на некои согледувања, секојдневни мерења и појава на такви пикови кои што пред малку ви ги објаснив и доваѓаме веќе до некои првични заклучоци дека тоа е главната причина. Ако немаме добри сознања кои се причинителите, тогаш и не можеме ни адекватно да ги решаваме. Овие се првични сознања кои ни отвараат простор да делуваме. Ако веќе со сигурност, скоро со сигурност, еве да оставам една одредена доза на резерва, заклучуваме дека огревот е
во нашата средина главната причина, тогаш се отвара патот да го решаваме, веројатно со субвенционирање на енергенси, со ширење на гасоводната линија, која исто така нели бара и приклучоци на гасоводот која бара одредени финансиски импликации, има импликации врз буџетот на домакинствата. Некои се во можност тоа да си го дозволат, но свесни сме дека во нашата средина има и категорија на граѓани кои ни приближно не се во состојба да си го дозволат тој, да го наречем луксус, ако може така да го наречем, иако мислам дека не е, меѓутоа таа е нашата состојба. Значи тука треба да делуваме. И таа бројка, јас сум сигурен дека нема да биде мала. Ние можеме и еве размислуваме и ќе буџетираме дел од такви, меѓутоа тоа е, гледате, еден Пак предвидување на буџетот, така. Пак е поопсежен проблем кој што и нашиот буџет не знам во која мерка може да го издржи, нели, и во кој обем. Меѓутоа треба да се почне од нешто, но се почнува прво со овие согледувања што ви кажав. Так. Значи јас верувам во поголемата достапност на гасоводот. Еве субвенционирање на горива, дрва, со поригорозно присуство на инспекторите, тие имаат веќе некои податоци. Значи, на вистина излегуваат, еве ги кажав некои месеци, сега само во овој месец, овие 5-6 дена има повеќе, некаде ги имам, јас ќе ви ги кажем и конкретно колку се тие изречени пријави. Меѓутоа, пак ќе кажем, пријавите или казните се со одредена сума која што некогаш некои ја занемаруваат. И такви појави има. Значи, мислам дека треба малку и по-ригорозни, да кажем, по-големи казни за прекршителите, ако се сретнат такви. Инаку, константно се бараат елаборати, константно се вршат мерења. Ние направивме еден акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух пред некој ден. Значи, имајќи го предвид тоа што го кажав, дека првите согледувања што току ги имаме, нели, ги немавме во текот на летото. И тука, еве, она што предмалку го кажав, некои од граѓанските здруженија кои што се заинтересирани за квалитетот на воздухот и за општо за животната средина, веќе беа кај мене во кабинетот. Ние разговаравме најотворено, неоптеретено со политички товари, да кажем, него туку на вистина со вистинска желба за да се подобри квалитетот на животот и на амбиенталниот воздух и на општо на животната средина. Наидовме на големо разбирање, се разбравме, јас и го дадов овој акционен план кој што туку беше изработен од нашето оделение за заштита на животната средина. Тие сигурно ќе го разгледат, верувам дека ќе дадат и своји сугестии, заеднички. Кои се генералните точки на акциониот план, заклучоците, она што? Па заклучоците, еве, јас пред малку и ги кажав. Значи, гледаме има, нели, краткорочни мерки, долгорочни мерки, среднорочни мерки кои што ги предвидуваме. Пак ќе кажем, гасификацијата е една од посериозните решење на овој проблем, меѓутоа таа е сигурно подолгорочна. Оние кои што се краткорочни, ограничување на движење на возила, контрола на употреба на некои фосилни горива, присуство на инспекциите поголемо, ограничување на движење во централното подречје на одредени, но тие се по-драстични мерки кои што треба да настават доколку се појават такви мерења како што ги спомнав. Над прагот на алармирање и такви до сега не сме имале, ограничување и ослободување од работа на ранливи некои категории, помали генерации, млади деца, дечиња, бремени жени, возрастни, болни од некои одредени болести. Значи, предвидени се значајни мерки кои се таксативно на некој начин наброени, но
чистењето на депониите, бидејќи и тие се еден извор на Така, тако нешто. и тоа Присуство на сериозен. инспекциите, промена на користење на горивата, начинот на на огревните материјали кои ги користиме се сепак едно од посериозните мерки кои што на некој начин треба да ги преземеме. А би сакала да ве прашам, изминатава недела јавното претпријатие Паркиралиште одбележа 10 години од своето постоење. Го оправдува ли тоа јавно претпријатие своето постоење? Дали ги покажува резултатите кои што се очекувани и целите за кое што беше формирано? Па јас мислам дека да. Ова јавно претпријатие е едно од претпријатијата кое што и финансиски заздравува, веќе е самостојно. Еве, од оваа година не се буџетира буџетот на општина Струмица, што е добар показател. Така. Има потенцијал да се развива, бидејќи знаете дека покрај регулирањето на паркирањата, менаџирањето со паркинзите во Струмица, тие добија уште некои ингеренции, односно задолжувања, тоа е одржување на јавното осветлување, хоризонталната исто така сигнализација во градот. И мислам дека со оглед на тоа дека се мал колектив, доста успешно се носат со овие предизвици што ги има оваа претпријатие. Веќе ви кажав, за мене е многу значајно дека се економски независни. И мислам дека ќе бидат уште по-добри финансиски со тоа што некои сегменти можеби малку ќе ги развијат или ќе ја прошират својата активност. Како например кои? Па например има некои активности кои што како обезбедување на канделабри, користат услуги од јавното претпријатие Комуналец, би можеле тие да ги изработуваат со тоа што ќе отворат и некои работни места, нема да еве да кажем да трошат пари условно за набавување од некои други. Размислуваме за таков еден чекор. Ќе продуцираат и некои нови вработувања и ќе можат тие уште по-стручно да ги решаваат и тие арматури кои што сега ги порачуваме од друго претпријатие, кои на некој начин и нему е таа главната дејност со цел да се решат некои проблеми. Еве, например, тоа е нешто што сме го размислувале. Сигурно има други потенцијали. Размислувате ли за нови паркинзи? Постојано има проблем со паркинзите во централното градско подрачје. Да. Дали се еве лоцирани некои други површини кои што може да се наменат за паркинзи? Да, треба да се решаваат тие проблеми, како што се решаваше проблемот на паркирање во централното подрачје, така на некој начин да се прошири, да кажеме центрифугално ширење на тој проблем, се пренесува проблемите со паркирање на следните наредни улици периферни, и тие стануваат закрчени затоа што центарот на некој начин е регулиран. Но мислам дека ваквото решение сепак на некој начин го раскрчи до еден прилично голем степен центарот. Можеме да замислиме како ќе изгледаше ако не беше тоа регулирано, и со тоа на некој начин се оправдува постоењето на овој режим. Сообраќајни решенија се барат сега и за наредните улици, за да можат да се ослободат или да бидат под некој режим. Тоа е еден процес исто. Меѓутоа, факт е и дека постоечки некој потенцијал кој го имаме во однос на паркирањето, како во, еве да кажеме, трговскиот центар Глобал не е целосно искористен. Можеби и навиките малку, пак ќе кажем, ни се лоши. Исто сум слушал од понапредни комуни светски дека вакви проблеми во својот развиток и многу понапредни средини од нашите имале, кога навиките ни се да и за кратки релации користиме автомобили, кој е една, мислам, лоша навика и навика која не е многу оправдана, затоа што сепак општина Струмица е релативно мала средина или достапни се сите институции на кратки релации. Мислам дека таа навика, тој менталитет исто треба да го менуваме, и јас многу верувам во такви методи, бидејќи мислам дека тие се методи кои што даваат трајни решенја, а паралелно со тоа секако отварање и на нови релации, комуникации меѓу едниот дел и другиот дел на градот, и тие се некои од проектите, нели, кои сега, нели, се
преобемни за една година, меѓутоа кои во еден мандат се на некој начин размислувани, ветени во програмата ставени како можни за решавање, за да можат некои улици кои што сега се закрчени заради Така. Постои режим. сега, особено во попладневниот период, постои еден шпиц во сообраќајот во градот. Така е. Како можеме да го решиме? На што се размислува за да се растерети сообраќајниот Па најчесто метаж? тоа е после враќање од работа или најчесто околу школите кога родителите ги зимаат своите деца. Се размислува за одреден режим на користење на подземната гража или подземното паркиралиште, да во тој период баш околу некои школи да може да биде, ако зборуваме за да кажеме за Сандо Масев, училиштето би можело и веќе се размислува за таков некој начин да може да биде достапноста тука, да не се редат родителите пред самите влезови. Капацитетот на улиците се такви, проектирани се такви, тешко може тука нешто да се интервенира по обсежно. Меѓутоа, со вакви некои решенија на користење на паркинзи кои потенцијално стојат празни, да на некој начин ги усмеруваме луѓето, користење на други превозни средства не е некоја, не знам, футуристичка идеја, тоа е пракса во многу поразвиени средини, користење на велосипеди, не знам, барем во тие делови од годината кога тоа е повозможно, а секогаш е возможно ако се има верба и желба и уверување дека тоа е едно од решението. Такви некои решенија би требало да ги понудиме и да ги прифатиме и да ни станат навика ако сакаме да ги решаваме овие проблеми. Колку сте задоволни од функционирањето на останатите јавни и локални претпријатија? Па еве за паркиралишта јас можам да ви кажам сега пред малку и имам доста подаци кои што навистина се фрапантни бројки. Имат преку, не знам, вкупно преку 1500 интервенции говорам во сегментот на осветлувањето. Сега зборевме за делот околу Паркинзите. менаџирањето на паркинзите. Тоа е еден дел, меѓутоа во осветлувањето се навистина една голема работа завршуваат овие луѓе, и ако ќе кажем се малку на број. Значи, во населените места, во градовите, во сите населени места, Рич, Костурино, Белотино, Ормални, Мемешли, Дорлумбо, значи тоа е се еден опсек на работа низ еден голема површина и голем обем имат на работа. Поставуваат, знаете, тие се извршители на промената на видот на осветлувањето во градот, кое што се надевам дека е видливо, доста од овие стари начини на осветлување го менуваме во овој период. Поставуваме лед осветлување секаде кај што е потребно. Преку тоа предпријатие оди таа една обсежна акција. За гасоводното спомнавме, како се шират мрежите. Гасоводниот, да, ви кажев еве со која динамика се шири. Што е со комуналец? Комуналец е... Каква е кондицијата на ова јавно предпријатие? Комуналец е едно доста големо обсежно предпријатие. Опфаќа многу сегменти. Тоа е еден сложен организам. Водовод, канализација, јавна чистоќа, хортикултурно и зеленило и хортикултурно уредување, гробишта. Значи, многу сегменти. Ние размислуваме со управата сегашна и со менаџментот на оваа предпријатие дека можеби е дојдено времето оваа предпријатие на некој начин да се подели на повеќе единици, за да би можело да биде поефикасно, економски посилно и поефикасно во одговорот према своите задачи. Јас навистина морам да им одадам признање на ова предпријатие, иако често пати се предмет на можеби на замерки, критики од разни причини. Меѓутоа, не секогаш се оправдани, можем да ви кажем, моите согледувања се такви. Навистина една, би кажал, лавовска работа одработуваат во однос на чистењето на депониите, собирање на сметот. Тоа се еден број на луѓе кои што на некој начин, мислам, јас
им го одава моето признање пред се на тие кои што се најдиректно инволвирани во решавањето на проблемите во смислу на физичкиот ангажман. Значи пред се тие луѓе на многу пунктови ги гледав, чистење на каналите, чистење на собирање на сметот, околу уредување на зеленилата и така натаму. И навистина ова предпријатие максимални напори дава да го одржи во овој град таков каков што е. Има ли проблем со прибирање на комуналните давачки, со плаќањето на водите? Тоа е непопуларниот дел кој ова предпријатие на некој начин понекогаш го на некој начин непопуларно го обвинуваат, бидејќи сигурно има проблем околу наплатата. Некои наши сограѓани веројатно и од оправдани и од неоправдани, но и од оправдани причини заради слаба економска моќ или не знам кои причини ствараат долгови према предпријатието кое потоа предпријатието мора да си ги наплати тие долгови. Свесни сме за таа работа. Јас сега се водам по најчестите јавувања кај мене и барања за помош во тој сегмент е еден доста голем дел за останати долгови кои што продуцираат блокирани сметки, отежнување во функционирање на семејствата, меѓутоа сметки кои што не можат да се опростат. Се прават напори да се на некој начин да се репрограмираат тие давачки. Знаете, преку извршители кога доаѓаат, наплатите се драстично поголеми, навистина оптеретуваат многу. Меѓутоа, фигурираат како давачки во нивните книговодства и тие мора да ги барат и тука се создава едно непријателство према ова, ако можем така да го кажем, према ова предпријатие, меѓутоа не е подкрепено од некоја неефикасност на предпријатието, меѓутоа од тие економски аспекти кои што за кои можеме да имаме разбирање или можеме да ги толкуваме како сакаме, меѓутоа Господин Јаневски, имаме неисцрпни теми, но мислам дека доволно го поминавме времето. Јас би сакала овој разговор да го заокружам со прашањето дали општината веќе ги прави нацртите за буџетот за 2019 година и ќе се одржуваат ли буџетските форуми кои што на некој начин станаа традиција за општина Струмица? Да, сигурно. Тоа уверување сигурно решеност дека тоа е правиот, вистинскиот начин за решавање на проблемите на едно општество, ни на некој начин не усмерува дека овие буџетски форуми мораме да ги направиме и сакаме да ги направиме и тие ќе почнат, мислам, за ден. Еве, првите тие се оваа година ќе имаме малку поголема можност да ги направиме во поголем обем или малку по-обсежно или по-обстојно, за разлика од минатата година, која не втурна во еден краток временски период, бидејќи таква беше годината, избори, а роковите предвидуваат до одреден временски период да се одржат тие, односно да се усвои буџетот и тие се некои лимитирачки фактори кои не втурна во еден цајтнот. Меѓутоа, оваа година имаме малку поголема комоција, на време да ги почнеме. Ќе се одржат во, ми се чини, 5 сесии и тоа ќе даде една гаранција дека ќе дојдеме до вистински заклучоци, ќе ги лоцираме вистинските потреби на овие наши граѓани и јас не се откажувам и од таа пракса, иако буџетските форуми се доволно за една транспарентност, меѓутоа не се откажувам од праксата да ги посетам пак сите местни заедници, населени места, урбани заедници и да ги повторно да ги анализираме потребите на сите граѓани поединечно. Ги имам пред себе секој ден записниците од минатогодишните средби. Тогаш лоциравме проблеми на одредени комуни, на одредени заедници. Лоциравме приоритети, бидејќи навистина не се малку барањата.
приоритети кои што би требало да се заложиме оваа година. Јас кога ги прелистувам гледам дека доста од нив, од овие што ги успеавме сега да ги спомнеме, се и остварени, се правилно лоцирани, се реагирало, меѓутоа остануваат и други барања кои секако имаат потреба и се продуцираат и нови секако проблеми и барања и тие со овие средби мислам дека правилно ќе ги лоцираме и убеден сум дека оваа наредна година во секој поглед ќе имаме малку поголем потенцијал и поголема можност и поголема брзина, бидејќи ги надминавме тие некои објективни пречки кои што на некој начин не малку успорија или не закочува во првиот дел од годината и затоа сите поголеми активности се сега од септември и октомври бидејќи во последниот квартал, но ветеното е ветено и последен квартал или до крајот на годината, до последниот момент ќе гледаме што повеќе од овие барања да исполниме кои сме ги ветиле. Еве пред да ја завршиме емисијата, имате ли од прилика сознание колкав дел од буџетот досега е реализиран од предвидениот од општина Струмица? Да, последните податоци официјални ги имам за реализацијата од 6 месеци. Еве сега овие денови мислам дека за 9 месеци ги имам веќе некои согледувања. Но да кажем по-сигурни се или оние кои можам да ги изнесам се од 6-месечниот период од реализирањето на буџетот на општина Струмица, можам да кажем дека е добар, задоволувачки, дури со оглед на овие некои лимитирачки фактори кои повеќе пати ги спомнав, дури е еден од подобрите во последните 10 години. Еве, тоа е еден податок кој и мене пријатно ме изненади, и сакам еве да им го пренесам и на граѓаните дека без разлика на можеби таа една перцепција која и јас некогаш ја чувствувам дека во општината можеби треба поголема активност, што сигурно е точно, секогаш може да биде и јас никогаш нема да бидам задоволен дека сме, не знам, направиле многу. Меѓутоа едно уверување и едно сознание дека општина Струмица е стабилна општина и дека добро се држи и финансиски и организационо и дека треба да имаат верба и сите ветувања и во урбаните средини и во населените места максимално ќе се трудиме да ги оствариме, посебно како што сум кажал во некои други прилики, тој амбиент и во населените места да го приближиме до градските средини, тоа е едно од заложбите во која верувам и во која искрено сум заложен и се надевам дека и граѓаните правилно ќе ја сватат и со одобрување ќе ја сватат и ќе можат во наредниот период малку поубедливо да видат и конкретни решавања на овие проблеми. Господин Јаневски, јас ви благодарам за исцрпниот одговор на прашањата и на темите кои што ги имавме поставено за оваа емисија. Се надевам дека ќе имате успешни буџетски форуми, сесии, па ќе имаме можност на крајот од декември да зборуваме за проекциите за буџетот за 2019 година и кои проекти ќе влезат во истиот. Ви благодарам и вам. Навистина, еве, се надевам се уверивте и вие, многу активности се случува, понекогаш и можеби недоволно ги кажувавме према граѓаните на некој начин да ги промовираме, меѓутоа еве можност да ги поправиме тие. Еве еден момент во кој што можеме да ги кажеме. Сметав дека реализацијата на проекти на самото место кај што живеат луѓето ќе е доволен доказ дека се работи, меѓутоа има сегменти од градот кои што некои делови не ги гледаат и можеби на вистина тука во тој дел треба да се поправиме, да бидеме малку по-присутни. Еве ова беше така опсежни активности кои ги кажавме, знам и можеби во друга прилика многу сегменти кои мене ми се исто драги, да кажеме околу културно-забавниот живот, колку многу манифестации општина Струмица помагаше во овој период, е исто една од моите омилени теми.
поддршката на спортот, поддршката на издаваштвото на одредени авторски дела, многу галерии, изложби, културни манифестации, повеќе од 150 случувања, што во рамките на Струмичко културно лето би го нарекол, или во други манифестации, разни етаблирани до сега, но и нови, и сигурно активности околу локалниот економски развој, активности околу граѓанскиот сектор, активности околу невладините организации кои што на некој начин исто имаат големи активности, но еве во некоја наредна прилика се надевам апсолутно ќе прозбориме за нив. Ќе зборуваме проект по проект за да можеме да им ги представиме на граѓаните. Има доста граѓаните. проекти, многу убави интересни проекти, навистина издржани. Се надевам и оваа година ќе имаме, така да сум уверен дека нашата општина ќе се движи во еден убав позитивен пат. Така, ви благодарам многу, почитувани гледачи, и вам ви благодарам за трпението и вниманието да ја проследите оваа емисија Визави. Довидување до следната емисија четврток 20:30.